Добар ден, седмо одделенци. Јас сум Билјана Санова, наставник по француски јазик под Општинското основно училиште Гоце Делчев, Свети Никола. Насловот на денешната наставна единица гласи глобално и детално разбирање на едноставни слушнати и пишани искази и многу кратки едноставни текстови со опис на физички изглед. Што треба да очекуваме, односно кои се очекуваните резултати од оваа наставна единица? Вие треба да идентификувате зборови и изрази поврзани со опис на физичкиот изглед по краток, слушнат или пишан текст, да разберете искази и многу краток слушнат или пишан текст со едноставен опис на физички изглед на некое лице, да издвојувате информации од едноставни слушнати и пишани искази за опишување физички изглед на некое лице. Значи, денеска учиме како да опишеме некого според неговиот физички изглед. За таа цел, на овој слайд, јас ви го представувам дијалогот насловен како Луана еле беле. Од шесто одделение веќе се сретнавте со придавката беле, која значеше убава, пооттаму веднаш можеме да го дознаеме насловот на овој дијалог, а тоа е Луана е убава. Подолу ја имате сликата на Луана, која што навистина е убава и представува една славна французинка. За да разбереме зашто станува збор во овој дијалог, внимателно ќе треба да ме слушате и да се трудите глобално истиот да го разберете. Слушајте. Bonjour mes amis. Aujourd'hui avec nous Luana. Bonjour Luana. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Luana. J'ai 20 ans et je suis chanteuse. Quelle est votre taille? Je suis de taille moyenne. Combien mesurez-vous? Je mesure 1,67 m. Combien pesez-vous? Au début de ma carrière, j'étais grosse, mais je fais du sport. Maintenant, je pèse 57 kilos. Je suis mince. De quelle couleur sont vos yeux? Mes yeux sont bleus. De quelle couleur sont vos cheveux? J'ai les cheveux blonds. Je suis blonde. Quelle est la forme de votre visage? Mon visage est rond. Како што забележувате, овде имаме голем број на прашања и одговори на истите. За подобро да го разбереме овој дијалог, предлагам да преминеме на следниот слайд. На овој слайд се наоѓа вежба број 1 или екзерсис numero 1, Répondre aux questions, каде што треба да одговараме на прашања кои што се во врска со дијалогот. Одговорите ќе ги давате со моја помош и се надевам дека нема да биде тешко. Првото прашање гласи: Qui parle dans le dialogue? Кој зборува во дијалогот? Јас, за да ви помогнам, ви го дадов одговорот на ова прашање. Dans le dialogue parle Marie et Luan. Значи, во дијалогот среќаваме две личности кои што зборуваат, а тоа се Марија и Луан. Quelle est la profession de Luan et de Marie? Ова е второто прашање кое што се однесува на претпоставувате професијата на Луана и на Марија. Подолу ви дадов две илустрации кои ќе ви помогнат во откривањето на нивните професии. Според она што го слушнавме и според илустрациите, не е тешко да заклучиме дека одговорот би бил Luan е chanteuse et Marie е journaliste. Во шесто одделение веќе се запознавте со поимите chanteuse и journaliste. Chanteuse беше пејачка, а journaliste беше новинарка. Од каде? Luan е chanteuse, Luan е пејачка, и Marie е journaliste, а Марија е новинарка. Одиме на третото прашање. De quoi parle-t-elle? Зашто зборуваат тие? Не е тешко да заклучиме дека одговорот на прашањето би било Elle parle comment est Luan. Тие зборуваат каква е Luan. Значи, како изгледа Luan. За подобро да се запознаеме со тоа како изгледа Luan, кои прашања ги поставуваме, кои изрази
за физички изглед и кои се одговорите на тие прашања, одиме на следниот слайд. На следниот слайд го имате прашањето Quelle est la taille de Luan? Quelle est la taille de Luan? Combien elle mesure? Combien elle mesure? Овие прашања треба да ги повтарате, за да го совладате нивниот изговор, но истите треба и да се запишат во вашите тетрадки. За да го откриеме значењето на ова прашање, и јас ви прикажувам една илустрација, каде што гледаме две дечиња со соодветен текст. Да видиме за што станува збор. Il s'appelle Vincent, il a 12 ans et il mesure 1,75 m. Il est grand. Vincent, il mesure 1,75 m et il est grand. Louis, c'est Hugo, il a 11 ans et il mesure 1,59 m. Il est petit. Значи, тој се вика Винсент, има 12 години, висок е 1,75 м, тој е висок. Ова е Hugo, има 11 години, висок е 1,59 м и тој е низок. Значи, од оваа слика можеме да заклучиме дека прашањето Quelle est la taille de Luan? Combien elle mesure? Прашуваме за висината на Луан, односно колку таа е висока. Одговорот, кој што ќе го најдете во диалогот, и предпоставувам дека не е тешко да се одговори, гласи Elle est de taille moyenne. Elle mesure 1,67 m, што значи дека Vincent, il est grand. Hugo, il est petit. Vincent est висок. Hugo е низок. Luan е помеѓу нив и затоа таа е средно висока и е висока 1,67 м. Преминуваме на следното прашање. Combien elle pèse? Combien elle pèse? За да ви помогнам, ви дадам две придавки, кои што се познати исто така од шесто одделение. Придавката gros во машки род и gros во женски, а значи дебел, дебела. Je pèse 100 kg. Од тука изразот pèse треба да заклучиме дека значи тежи. Потоа придавката mince, која што има еднаква форма и во машки и во женски род. Mince, je pèse 100 kg, што значи дека одговорот на прашањето Combien elle pèse? Elle pèse 57 kg, elle est mince. Би бил дека Луана тежи 57 kg и е слаба. De quelle couleur sont ses yeux? De quelle couleur sont ses yeux? Прашањето de quelle couleur sont ses yeux означува, гледате ги имаме дадено les yeux, па боите, bleu, сиња, vert, зелена, marron, кафеава, noir, црна, gris, сива. Станува збор за очи. Да видиме кој би бил одговорот. Ses yeux sont bleus. Ses yeux sont bleus. Придавките bleu, vert, noir, gris имаат S на крајот, затоа што именката очи е множина и се сложува во род и број со придавките, но исклучок од ова правило ви е придавката marron, кафеава, која што секогаш се става во машки род еднина. Значи е неменлив. Одиме со следното прашање.
De quelle couleur sont ses cheveux? De quelle couleur sont ses cheveux? Видимо зашто станува збор. Станува збор за коса. Каква може да биде косата? Јас ви прикажав една шема. Les cheveux peuvent être bouclés. Косата може да биде виткана. Et raide или права. Les cheveux peuvent être. Косата може да биде court, куса, long, долга, mi-long, средно долга. И бојата marron, кафеава, и тука е неменлива, blond, плава, сина, roux, црвеникава, noir, црна и gris, сива. Каква боја е косата на Луан? Одговорот би бил Ses cheveux sont blonds et longs. Elle est blonde. Значи, незината коса е плава и долга. Ses cheveux, односно именката cheveux во француски јазик е во множина, затоа и blond и long се наоѓаат во множина. Додека пак таа е плава, се однесува на Луан и е во женски род еднина. Quelle est la forme de son visage? Која е формата на нејзиното лице? Да ја погледнеме сега шемата најпрво. Какво може да биде лицето? Le visage peut être. Лицето може да биде каре, гледате овде имате знакче, дека е квадратесто. Понатаму овал, овално и рон, кружно. Да ја видиме Луана. Son visage est rond. Гледате, таа има кружно лице, округло лице. Сега преминуваме на задачите кои што ќе ви бидат дадени за дома. Тоа е вежбата број 2, екзерсис номеро 2, cocher la bonne réponse. Што треба да направиме во оваа вежба? Најпрво ќе го прочитате диалогот уште еднаш, ќе ги повторете прашањата и одговорите, ќе ги запишете во вашите тетрадки, а потоа овде во оваа табела каде што имате дадено предлози, реченици, треба да заклучиме дали тие предлози се вистинити, vrai или лажни, faux. Ако се вистинити, во табелата го пишуваме овој знак, а ако се лажни, овој знак. Например, La profession de Luan est actrice. Професијата на Луана е актерка. Односно, таа е актерка. Во диалогот видовме дека Луана е пејачка. Луан е шантоз. Затоа го ставаме тој знак тука. Останатото ќе го продолжите вие. Следниот слайд е вежбата број 3. Рели ле колон. Дадена ви е табела, каде што од едната страна на табелата имате прашања, па празен простор, а потоа имате одговори на тие прашања. Секое прашање одговара на некој од овие одговори. Со стрелки треба да ги поврзите двете страни за да ги добиете одговорите на соодветните прашања. За да ви помогнам, на прашањето Combien pesez-vous? Je pèse 50 kg. Јас го поврзав ова прашање со оваа реченица, затоа што тоа е точниот одговор. Остатокот можеле да го завршите вие. Толку за денеска, јас ви посакувам убав ден и до гледање.